Во следниве минути, драги пријатели, ве носиме на мултимедијалната изложба насловена како Вита. Ако очите се огледало на душата, што е тоа што може да се проочита од очите на една жена? И навистина, колку брчките на лицето се исти или различни со оние на душата? И колку од нив биле втиснати од смеа и радост, од плач и тага, од време кога те чекаат и те испраќаат, од времења кога ти чекаш и испраќаш, од време на средби и разделби. Ако фотографијата е заробен и зачуван момент од времето, тогаш преминуваат ли заедно со неа во вечноста и трепетот на светлината и сенките, и надежта и очекувањата, и сонот и јавето, и стравот и силата и љубовта пред се. Љубовта која што се разбира, се подкрепува, се облагородува. Прекрасна мултимедијална изложба, насловена како Вита, а наш следен соговорник во ова издание на неделниот магазин е Филип Петковски, докторант на катедрата за светска уметност, култура и танц на Универзитетот во Калифорнија, Лос Анџелес, каде што работи како асистент и предава предмети поврзани со танцот и сценските уметности. Филип се јавува во улога на кореограф, танцов инструктор, режисер на театарски представи во Македонија, во Соединетите Американски држави и Норвешка, автор е на повеќе академски трудови кои обработуваат теми поврзани со танцот, политиките на идентитетот и културното наследство. Добар ден, веќе го видовте нашиот гостин. Добар ден за Филип Петковски. Добре ни дојдовте во студиото. Благодарам и на поканата. За Вита, честитки пред се од срце. Благодарам. Меѓутоа, за Вита ќе проговориме малку нешто подоцна, имајќи предвид дека сигурна сум дека сите уживаа во она што го видоа на ТВ екраните како наш избор. Изложбата заврши, чинам дека, до 1 ноември беше во просториите на Младинскиот културен центар. Меѓутоа правам напори да биде изложени во други градови, така да можно е да видим и во Битола во декември, а потоа во Дубровник, во Белград и во Берлин. Сега да ве вратам, Филип, на вашата љубов. Од каде љубовта кон танцот, а пред се кон она што значи игра и чекор како наше духовно наследство? Така, во принцип, прадедо ми по потекло од селото Раштак, односно фамилијата Попови, Трајко Попов, дедо ми Петко, па ми Милка,
тоест прабаба ми Милка, прадедо ми Петко, биле една од првите игрорни групи во Македонија. Зборуваме за 1935 година, кога за прв пат од Македонија, односно патува интернационално, односно на фестивали во светот, вклучувајќи ги Олимписките игри кои се одржале тогаш во Берлин и настапуваат, и за прв пат Македонија презентира својата култура во светот. Односно за прв пат гледаме нешто што е всушност македонски фолклор. Така да тој е инаку стрелан, бидејќи политиките во тоа време одбива да се представи како југословен, односно инсистира дека тоа е македонска култура. Така да тој се бавел со танц, поголемиот дел од фамилијата, па после неколку генерации кои не се бават со танц, јас почнував, пројавив желба околу 6-7 годишна возраст, па потоа и сестра ми, прво во културно-медичкото друштво Скопје, а потоа јас и таа исто се запишавме во насоката за традиционална музика и игра, при музичко-балетскиот училишен центар Илија Николовски Луј, и од тамо некако се роди љубовта за истражување, конкретно и за македонските народни носи, а и за традицијата воопшто. Вела дека ништо не е случајно во животот и дека крвта навистина не е вода, ако нели се вратиме на оние наши народни поговорки, мудрости народни. Вашиот животен пат некако се чини секогаш беше нурнат. Исклучително би рекла љубопитен за се она што е еден вид мистерија на фолклорното творештво, фолклорната традиција. Дали станува збор преценели за играта и чекорот, потоа тука беше музиката, песната и така натаму, како еден вистински белег на идентитетот на човекот од овие простори. Меѓутоа, потоа заминувате на студии во Соединетите Американски држави, а потоа магистрирате на оној конзорциум од 4 универзитети, Норвешка, Унгарија, Соединетите Американски држави. Не, Норвешка, Унгарија, Обединетото кралство и Франција. И Франција, така. И повторно пак се некако тука поврзано со она што значи танц, меѓутоа можеби сега на едно поинакво ниво, она што значи уметност на танцот на народите, ако дозволувате така. Да. Сега само во една поинаква варијанта. Во принцип добив стипендија по завршувањето на средното образование да студирам на Дюкейн универзитетот во Питсбург, во Пенсилванија, каде што бев солист и играч првенец во ансамблот за источноевропски фолклорни танци и музика. И таму студирав театарска режија, па потоа имав така некои недоумици дали да продолжам да студирам режија, но решив да продолжам со мастер студии по танцово наследство. Па по една година пауза решив и да продолжам, бидејќи конечно се пронајдов дека тоа е тоа што сакам да го вистински да го истражувам и тие се тие теми кои вистински ме интересираат. Па решив и да ги предложам конкретно сега за докторската дизертација, каде што темата ми е танц како нематеријално културно наследство. Односно се фокусирам на 3 примери од Македонија, од Србија и од Хрватска. Ете, затоа го постави прашањето вака некако да имаат можност нашите гледачи таа нишка да ја следат. Меѓутоа, колку танцот е заеднички, колку танцот е својствен, различен, оригинален, посебен за различните култури. Апсолутно, тоа е нешто што ги спојува луѓето, дефинитивно. Мислам, самото човечко движење, мислам, танцот е, во принцип, човечко движење. Меѓутоа, мене ми било секогаш фасцинантно, бидејќи никогаш не познавал граници, односно географски, физички, политички граници, затоа што сведоци сме, јас на моите истражувања, дека буквално 2 села кои постојат преку граница, каде што се изведуваат истите танци, каде што се носи истата носија, и едноставно докажува дека тоа е нешто, таа култура, традиционална култура, која го вклучува и танцот, е нешто што ги обединува, наместо да ги разделува луѓето. Така да јас, у принцип, секогаш го користам, еве конкретно и во мојата дисертација, дека танцот е во принцип многу моќен медиум, особено кога е поврзан со традиција, кога е поврзан со фолклорот и кога се поврзува со некој идентитет. Односно, тоа ми е аргументот во принцип на дизертацијата дека го користиме танцот како некој медиум за да афирмираме некаков национален идентитет и да го представиме во некои интернационални рамки. Во голем број од вашите трудови, од вашите работи, од вашите учества на различни научни симпозиуми, собири и така натаму и работилници, го користите, чинам дека секој момент за да ја афирмирате токму она што значи македонска музика, македонска игра, македонска
македонско духовно наследство од генерациите што поминали и што се. Иако во моментов ние гледаме секвенции од ваши дела, каде што се представувате и како режисер, и како актер на сцената и така натаму и така натаму. Фасцинантно е вашето CV. Благодарам. Имајќи предвид дека различни интереси, а потоа се некако обединети со една огромна љубов кон она што значи сцена. Так. Изведба, движење на телото. Би сакала сега да ве вратам на Вита. Важи. Зошто Вита? Вита, па еве, идејата само околу називот и околу целиот проект ми дое во принцип кога аплицирав конкретно аплицирам сега за постдокторати. И дека например во Соединетите американски држави CV-то, односно резимето е насловено како Вита и на 5 листа хартија треба да го представите целиот ваш опус, целиот ваш живот. Така да веднаш споив таа идеја, сакав малку да ја разработам повеќе и ја споив со тоа со што се занимавам конкретно. Јас се занимавам со истражување нели танц како нематеријално културно наследство, идентитет, меѓутоа и мојата пасија кон традиционални костими и кон овие фотографии, така да всушност сакав на некој начин да го доловам животот на конкретно во овој проект овие жени од минатото, односно да направам една инсталација каде што ќе ги прикажам овие црно-бели фотографии кои ги имам собирано долги години од архиви или лично ми се доделени од луѓето кои се на нив. И на еден начин се што не може да ми долови таа фотографија, а тоа е во најголемиот дел од случаите емоцијата, да ја представам преку еден филм, односно да направам една драмска нарација, каде што најмив одлични уметници, танчерки и актерки, кои навистина мислам ги доловија сите тие емоции кои ми недостасуваат. Да ги спомнеме Наталија Теодосиева, Ана Мојсовска, Сладјана Вујошевиќ, Анастасија Данчевска, Мими Попалексова, Симона Спировска, Наташа Петровиќ и Долорес Поповиќ се оние прекрасни дами кои што се облечени, значи млади девојки од овој современ свет облечени во костими кои што низ годините, низ децениите, низ вековите наназад биле пренесувани од генерација на генерација како едно исклучително богатство. Так. Што всушност? Мислам дека содржината и суштината на сето ова е еден поинаков поглед на она што значи женско тело. Так. На она што значи објект и она што значи субјект, на она што значи костим или моден детал за едно време, нели преточено во ова време кога нели сите сме некако стеснати во некое брзо и лудо темпо на живење, ама повторно чинам дека очите, душата заробена, нели, берем оној фрагмент малечок во онаа фотографија, а фотографијата е на господинот Жарко Чулич. Да. Како те досоработкате и со него? Во принцип, со сите овие луѓе со кои соработувам, се знам подолго време, со голем дел од нив и немам соработувано, например во театарските представи ги имам режирано. Меѓутоа, сите од нив се веќе докажани уметници, во Македонија па и надвор, мултиталентирани и бескрено сум им благодарен на соработката и сакав еве да ги поканам да соработуваме сосема случајно, мислам се почна иницијативата за целиот проект, односно кога почна нели карантините, па на еден начин целото тоа затварање и таа неможност да се реализираме мене ми даде некоја инспирација, односно ми даде инспирација конкретно за проективе. Така да беше на еден начин спонтана соработка, меѓутоа идејата беше таа дека ќе направам некаков спој на минатото, односно бидејќи генерално ме интересира и се заинтересиран за како живееле овие луѓе во минатото, меѓутоа и како тоа е представено на нас, и кој мислам како ни е представено и кој ги наблюдувал овие луѓе, кој ги фотографирал овие луѓе, овие жени конкретно. Многу од нив или можеби најголемиот дел од нив и немаат име. Немаат име. И тука ми беше најголемиот мотив ми беше тоа бидејќи се сликани поради носиите кои ги носат. И во принцип сликани од странски етнографи кои доаѓале да ги истражуваат селата или конкретно ритуали поврзани. Најчесто мажи, да. Нели тоа е еден male gaze. Меѓутоа никогаш никој не се сетил да ги праша кои се овие жени, да ги запише нивните имиња. Навистина невозможно да го откријам тоа, бидејќи тоа е немате на забелешка на самата изложба како еден повик, апел. Сите оние што ќе препознат
некој лик. Да ме известат. Да, апсолутно. Така да, јас пробувам, додека сметам дека тука женското тело е третирано како објект, односно интересот е на костимот, а не на личноста која го носи костимот. Сакав да преку филмот кој го режирав, сакав да го ставам женското тело како субјект, односно акцентот да е на емоцијата и што таа емоција ни кажува за животот на оваа жена. Колку денес е женското тело или жената објект? И тоа е дел од вашите антрополошки истражувања. Јасно, да. Принцип, јас се фокусирам на, не работам доволно родова и сексуална антропологија, таа тема почнува конкретно да се развива сега кај нас, меѓутоа е недоволно истражена, јас во принцип пробувам да се фокусирам на како било женското тело објективизирано во минатото, бидејќи не знам дали сум доволно компетентен да разговарам на како денес објективизирано, јас моето лично мислење е дека е, бидејќи сепак нели тоа доаѓа од некакви општествени норми, некои идеали, дали се тоа домашни, дали се тоа странски идеали и како тоа изгледа и како е представено. Меѓутоа, бидејќи сум маж и бидејќи не можам да појдам нели од себе од лично искуство, гледам да сум внимателен на оваа тема, и односно да разговарам за тоа што добро го знам, а тоа е антропологијата и фолклорот, и односно да се навратам на како тоа било објективизирано во минатото конкретно. Знаете зашто ова го забележувам? Затоа што веќе на повидок се уште две нови продолжувања би рекла од она што значи Вита. Так. Повторно со В како предзнак, односно како прва буква на Сите во принцип Вита е дел од трилогија. Вториот дел планирам да го реализирам на пролет, односно на проектот ќе се вика Витро, односно живост, каде што ќе дадам акцент сега на човечкото тело и на политиките на секојдневно движење, односно што ни кажува, додека вамо се фокусирам на емоција, во овој случај ќе биде што ни кажува телото за животот на овие луѓе. Пак ќе биде со слична некоја тематика и на крај вулгус, односно обичните луѓе, каде што ќе работам со една исто позната наша режисерка и каде што решивме да патуваме низ земјава и да ги снимиме сите овие обични луѓе и како ги живеат своите животи, односно да се фокусираме и на обреди, ритуали, празници, и сечоци од секојдневни животи на луѓето со примеси нели на некои исто така пак драмски нарации. И така на еден начин да го заокружам овој цел проект, каде што сепак акцентот е на македонското поднебје. Одовде излегува многу пати она потврдена мудрост дека исклучително длабока, неисцрпна е таа фолклорна традиција на нашиот народ како духовно наследство и постојано нуди нови можности за нови надградби, нови авторски докажувања и така натаму и истражувања пред се. Жал ми е што во нашите разговори, сакавме да покажеме фотографии од вашите патувања и далечни дестинации, впрочем, тоа и како професионален влог, всушност, професионален предизвик да се запознаваат нови култури, нови обичаи, нови земји, нови луѓе, да се нурнува во она што се вели, за да запознаете душата на еден народ, слушнете му и ги песните, видете му ги игрите. Ке имаат можност нашите гледачи да видат дел од вашите настапи на оние научни симпозиуми и така натаму, кои што ги спомнавме и на почетокот. Што од овој аспект представува најголем предизвик кога станува збор за афирмација на македонската посебност, на она што значи белек идентитет? Кога станува збор за уметноста, за културата, за танцот, за играта, за чекорот, за музиката? Јасно. Во принцип, ева конкретно ќе зборувам за Соединетите Американски држави, каде што поимот Балкан е поврзан, секогаш е рефериран во негативна конотација, односно тоа се поврзува со југословенските војни, се поврзува со некакво дивијачко однесување, со некој народ кој живее тамо на истокот на Европа и секогаш е представен во некаква негативна конотација. Јас си земав за некоја цел, преку мојата докторска дисертација, меѓутоа и преку сите овие работилници, преку сите овие симпозиуми, за цел да афирмирам прво и основно културата на овој народ, на ова поднебје, односно да баш да одам контра тој аргумент дека тука навистина
постои некаква култура која е многу специфична, која е многу интересна за истражување. Можеби не е иста со оние нели западноевропски култури и општества кои живеат на западот во Европа, меѓутоа е некаква крстосница, мислам се уште е била и се уште е, и дека навистина е еден таков лимитрофна зона каде што имаме влијанија нели од Отоманска империја, од Византијска империја, конкретно за Македонија зборувам, така да мене ми е драга, мене ми е своја, јас сум горд секогаш што ја представувам нели надворот од државата. И се надевам дека тоа го правам на некој, мислам го доловувам на некој позитивен начин. За тоа сведочат и нели сите оние ваши студенти во моментов онлайн. Вие се уште сте и во моментов нели ги држите предавањата, асистент сте? Асистент, да. На неколку предмети ми се чини. Да, па во принцип секој семестар е различен предмет, меѓутоа конкретно овој семестар предавам историја и култура на Источна Европа, односно зборувам баш за ова што го истражувам, ми е мислам темата блиска. Меѓутоа се фокусирам и нели на танци, се фокусирам и на изведбени уметности, така да во принцип се што работам, односно дали се работи за театар, дали се работи за танц, дали се работи за било каква изведбеност, го ставам во едно нели во полето на изведбени уметности, така да некои историски и теоретски призми, гледам тоа да го разгледам едноставно како перформанс. А колку ви недостасува контактот, блискиот контакт со студентите, со актерите на сцената? Многу ми недостасува, нели човечки однос, човечки контакт. Мислам сега во последниот период свативме дека колку е тоа многу битно. Подеднакво свативме и зошто садница или затвор е најгрозоморната и најлошата човечка казна. Мислам дека тоа сите го научивме. Ми недостасува да работам, меѓутоа затоа што во принцип докторатот една голема жртва, бидејќи постојано бев затворен, во библиотека читав, пишував, немав прилика да се изразам, односно да се изразам пред публиката, односно моето изразување беше чин или преку пишување на докторската дизертација, а публиката ми беа моите професори и ментори. Меѓутоа еве кога сум во Македонија секогаш добивам инспирација, секогаш сум мотивиран да работам. И на еден начин ми е задоволен сум што се вратив тука и што добив еве шанса да работам. Останувам и нели наредната година, така да се надам дека ќе реализирам и уште повеќе проекти, односно ќе го искористам моево присуство тука за да творам. Ние, лично јас сум исклучително задоволна што денес бевте гостин од ова издание на Неделниот магазин. Филип, благодарам што бевте дел од ова издание на емисијата во која што се надевам дека повторно ќе се видиме. Кога ќе поразговарам или можеби набрзо ќе биде и вториот дел од... Да се надеваме во април дека повторно ќе ви гостувам и ќе образложиме повторно новиот тема. Благодарам.